Благодарам, председателке. Се повикувам на член 90 и член 91 од деловникот, каде што всушност се содржат членовите и ставовите за одржување на редот на седници и на кои што автоматски важат и за работни тела. Се повикам повторно на процедурално и за војата на вистината и за граѓаните, бидејќи денес е нарушена процедурата во ова собрание, нешто што е основи на функционирање, така вие ги дефиниравте во оној првиот дел од денес кога започна оваа комисија. Зошто реагирам? Затоа што сметам дека со тоа што велите ќе добиете стенограмски белешки, значи во првиот дел на комисијата за објаснување на јавноста побарав стенографски белешки, откако председателката на комисијата изјави дека сама проценила и одлучила дека треба тие два кандидати кои што поминаа за уставни судии, кои што и веќе се уставни судии, да бидат изгласани без завршена расправа на комисијава, да бидат изгласани на седница. При тоа, рачунам на тоа дека 25 членови и заменици членови во оваа комисија не биле меродавни и еве не процениле, колку што вие сте процениле сама, дека тие двајца кандидати треба да поминат за уставни суди. Од друга страна, сметам дека ми го оспорувате на некој начин правото за стенографски белешки. Зошто? Затоа што јас денес како не ги добиеме стенографските белешки, онаа констатација вие што кажавте дека сами сте процениле и сте ги пуштиле тие двајца кандидати, водени од грижата да функционира уставниот суд, нели, да има кворум и така натаму, да се бави со сите надлежности што треба да ги има, а ги нема за жал. Всушност, отворивте една пандорина кутија дека во ова собрание може да си прави кој што сака, и од своји перцепции и расудувања за одредени нешта да се спроведува одлуки во државата за кои што ниту имате, искрено немате мандат, затоа што не сте гласани за тоа, ги манипулирате на тој начин и гласачите, а одлучувате сепак во наредните 10 години што ќе се случува во 9, уствари по-конкретно мандатот во уставни суди, што ќе се случува во уставниот суд. Нема ефект ако денеска не ги добиеме стенографските белешки. За сето ова што говорам, ја треба сега да се погасам како пратеник и од целата содржина денеска што се одвива и што се дебатира во комисијава, да нема тежина, затоа што ако ги добиеме утре, задутре или не знам за колку недели, или воопшто не ги добиеме. Инаку, значи, мојата дебата за процедурално е, нема тежина на размислувањето и на перцепцијата на расудувањето на 25 членови и заменици во комисијава, ама има тежина зашто вие сте председателка. Што сама себе си се ставате во повластена состојба, што не е во ред. Ниту е во ред, нити е колегијално, нити е хумано према човештвото во државата. Од друга страна, значи, го оспорувате, повторно ви кажувам, моето право за стенографски белешки беше побарано во првиот половина час од денешната расправа на комисијава. И сметав дека треба да ги добиеме стенографските белешки и за воја на вистината кон граѓаните, но и за да се заштитите вие самите себе. Таму точно стои дека сум ми побарала стенографски белешки, откако сте ме испровоцирале, вие со констатацијата дека вие сами сте процениле кои да бидат уставни судии. На крајот на краиштата, ние цел ден седиме овде, пратеници од мнозинството сега има една, инаку цел ден нема и претходно имаше неколку само. Замислете, тие се предлагачи, тие треба да образложат и оправданост или неоправданост, каде има недостатоци, каде има придобивки од кој, зошто, како би го избрале за уставен судија. На крајот на краиштата ние кога ќе напаѓаме или кога ќе критикуваме да ги бранат своите предлози, тие не се заинтересирани и не седат овде да дебатираат. Ама затоа, по наредба на наредбодавачот, ќе дојдат и ќе ги кренат рацете и ќе изгласат и ќе одредат судбината за наредните 9 години на граѓаните. Извинете вака. Ако се стави на вага, вашата, да речам, не ќам пак лично да ве напаѓам, но вашата одговорност како председателка е огромна денеска. Или вие ќе си ја трнете дамката што си ја навлековте сама, затоа што дефокус на дебатата си направите сама, затоа што јас не ве влечев за јазик да кажете дека вие сами сте процениле да тие двајца станат уставни судии во државава,
Ке си направивте сами дефокус и јас повторно ви помагам, трети или четврт пат ви повторувам дека ако стенографските белешки беа до сега, а се работеше за првиот половина час од комисијава, ќе завршеше многу брзо со комисијава со процедурални забелешки наши и ќе си одеше материјалната расправа. Вака се ставате во подредена состојба вие и уште повеќе се, да речам, се закупувате. Повторно ви нудам опција, четврти пат ви ја повторувам, останете доследна на себе и на своето достоинство. Дајте ги стенографските белешки за војата на вистината и граѓаните да биде јасно да сме на чисто кој зборува вистина овде. Вака само ќе си заглибувате и дамки ќе си фрлате врз себе. Инаку мене ми одговара, нема проблем. Не давајте стенографски белешки или дајте ги кога ќе нема ефект, ама дамката е ваша. Но на граѓаните не сте фер ова да го правите. Значи, стенографските белешки од првиот половина час може да се изработат најмалку за саат време. Јас сум сигурна дека службите го знаат тоа многу подобро. Но вие, повторно, вие сте власта, вие сте моќта, вие сте силата и си го спроведувате на начин кој што вие сте го одбрале. Океј, и за тоа има одговорност, нема проблем. Четврти пат ви укажувам дека треба да продолжи комисијава од кога ќе ги видиме стенографските белешки. Зошто да не си за стенографски белешки? Легитимно право ми е. Затоа останувам на тоа дека 25 членови заменици во комисијава треба да се присутни, се одредува судбината на Уставниот суд за наредните 9 години и сметам треба дека да имаат одговорност и да кажат овдека аргументи зашто ќе кренат раката, потоа ќе гласаат или ќе кажат против можеби. Ама тие очигледно не се согласуваат со ова што го прави вашата партија. Затоа не се тука. Замислете, ве оставиле сама да овде се браните и се расправате за уставен судија. Дури на крај се наметнува прашањето, отварате многу прашања со ова. Може би имате личен интерес да биде Љубомир Јовевски уставен судија? Нели? Отвара прашање такво, нели? Шум толку се борите? На крајот ќе се отвори логично прашање. Ова е све логичен след на нештата со тоа што вие го искажавте денеска од собрање на комисијава. Штом толку се борите, вие имате може би и личен интерес. Не знам, еве и на тоа прашање да нема дамка на вашата личност како пратени, како човек, навистина ве почитувам и затоа ви го зборувам ова. Зошто да ќе прекинам седницата или ќе дадам пауза подолга за да се изработат стенографските белешки и еве, овде сум кажала, луѓе сме, грешиме, ме свеќате. Во даден момент може да изустам нешто што не го конципирам добро во главата или сум расејана. Денески може да го кажам да сгрешам, ама доблесно да кажам, извинете граѓани, погрешив со таа моја изјава, не мислев така, но вие кажавте една реченица што значи многу, отвара многу дилеми, отвара Пандорина кутија за судството и отвара одговорност ваша, лична, партиска, секаква, како човек. Дајте стенографски белешки, што е проблемот? Зошто да ме делегитимирате во моето барање дека треба стенографски белешки да добијам денеска, луѓе? Еве чекав, помина, еве и пладне помина и 4 сат ќе фати, стенографски белешки јас барав негде околу 11:40. Точно знам затоа што после го потпиша барањето заменик координаторката. Ке расчистевме дилемата, до сега веќе колешката Рашела ќе беше завлезена во дискусијата материјална. Скратете си ги маките, дајте ги стенограмските белешки, за да сме на чисто пред јавноста. Инаку отварате многу дилеми што пред јавноста ќе се елаборираат, да знаете. Ви благодарам.